Почитувана јавност, почитувани новинари. Здравствениот систем, сите надлежни институции, веќе трета година посветено се борат против пандемијата на вирусот COVID-19. Насила се уште протоколи и мерки за заштита од ширење на коронавирусот. Но додека медицинскиот персонал е истоштен од долгата и напорна борба против вирусот, Христијан Мицкоски продолжува со своето неодговорно однесување. Додека неговата ВМРО-ДПМНЕ глуми загрижено за здравјето на граѓаните и бара наставата да се одвива онлайн, целата јавност го виде Мицкоски како во тесна просторија, полна со луѓе, ги крши протоколите за заштита од коронавирусот. И не е прв пат Мицкоски без срам да го загрозува јавното здравје. Јавноста многу добро памети дека за време на првиот бран тој одеше во кафеани и фитнес центри кои во тој период не смееја да работат. Од почетокот на пандемијата па до денес, Мицкоски постојано ги крши мерките, а тоа го прават и други високи функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓу нив е и градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков, кој наместо резултатот од тестирањето да го чека во самоизолација, тој присуствуваше на настан со илјадници луѓе. И наместо да го осудат таквиот потек, ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски дополнително лажеа и правеа конструкции преку кои се обидуваа да го одбранат градоначалникот за неговото несовесно однесување. Почитувани, да се постапува спротивно на мерките за заштита не само на што е неодговорно, туку и опасно за јавното здравје. Секој од нас, а посебно политичарите, има обврска со сопствен пример да докаже одговорност за време на вакви тешки пандемии. Сите ние треба да ги почитуваме ковид протоколите, а оние кои што не се вакцинирани да го сторат тоа што е можно поскоро. Само така ќе ставиме крај на оваа пандемија. Само така животот ќе се врати во нормала. Ви благодарам.